Наоѓам во Музеот на македонската борба, се наоѓам во еден дел од постојаната поставка на музеот. Ќе разговарам со утрово ќе разговараме со магистер Илија Василевски. Добро утро. Навистина можеме да почнеме историски со формирањето на тајната македонска револуционерна организација на 23 октомври. Зошто е значен, зошто влегува во историјата овој ден? Добро утро, ви благодарам на поканата и дозволите ми во мое лично име од името на Национална установа Музеј на македонската борба за самостојност на граѓаните да им го честитам празникот 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Формирањето на македонската револуционерна организација представува значаен настан во македонската историја, бидејќи на овој датум се поставени фундаментите на посериозна организирана борба за ослободување на Македонија од османлиската власт, односно да се присили Османлиската империја, да го испочитува членот 23 од Берлинскиот мировен договор од 1878 година, со кој за Македонија се предвиде административна автономија во рамки на Османлиската империја и секако борба против странските пропаганди, српска, грчка и бугарска, чија политика беше преку асимилирање на македонското население полесно реализирање на нивните интереси во поглед на Македонија и македонското прашање. Значи, формирањето на МРО представува фундамент за сериозна организирана борба која резултираше со Илинденското востание и етаблирањето на првата модерна република на Балканот, Крушевската. Кои се најзначајните личности? Многу влегуваат личности во историјата за формирањето на ова организација, меѓутоа мораме да истакнеме нека. Така, пред се ќе се задржиме на Шесмината, основачи на македонската револуционерна организација, кој на 23 октомври во Солун, денес на Грција, ги постави основите на борбата. На тоа се Христо Патонџиев, во чиј стан е формирана македонската револуционерна организација, Иван Хаџи Николов, Дамјан Дамјагроев како двајца главни иницијатори за формирањето на МРО, Антон Димитров, Петар Попарсов и секако првиот председател на Централниот комитет доктор Христо Татарчев, а секако најголемата македонска историска личност и идеолог и водеж на македонската револуционерна борба, кој се приклучува покасно на организацијата по завршувањето на неговото војно образование, представува Георги Гоце Николов Делчев. Да не раскажуваме многу историјата, треба да знаеме убаво да се подсетуваме нови значајни датуми, меѓутоа кои биле основните начала кога е формирана ова тајна македонска револуционерна, така некако ја кажувам, тајна македонска револуционерна организација. Знаеме целта да се извојува победа, автономија и да се извојува победата над османлиското робство, можеме да кажеме, меѓутоа имало некои начала каде што се водели. Така, значи главното мото на организацијата е автономија на Македонија, а познати се незините 5 основни начала, а тоа да биде тајна и револуционерна, да уфаќа територијата на етнографска и географска Македонија, при што ќе се нарекува внатрешна. Право на членство во организацијата има секој еден граѓанин роден и од Македонија, без разлика на неговата верска и национална припадност. Да се политичкото верују на организираните македонци да биде автономија на Македонија и да се чува чистотата на организацијата од внатрешни влијанија. Тоа се 5 основни начала низ кои се води македонската револуционерна организација. Илија би сакала навистина, бидејќи се наоѓаме во Музеот на македонската борба, да ја објасниме, бидејќи навистина имате секојдневно доста посетители, има и доста ученици групни што доаѓаат. Ме интересира, голем дел веќе и од македонската и од странската публика го имаат посетено музеот, една хронолошка поставеност како оди и да ни ја прераскажете ако можете. Значи, еден мал сегмент на музејската поставка во првото деление посветено на Карпошовото востание, односно на Карпош или едуството кој се појава конкретно 70-тиот век како прв помасовен неформален отпор против османлиска власт, па продолжуваме со едуството и најпознатите ајдоти од 19-тиот век, вклучувајќи тука и жени ајдоти, водачи на ајдотските дружини. Второто, кои жени може ли да ги стакнеме? Сирма Војвода и Румена Војвода како први ајдотки. Потоа второто деление се однесува на демократизација во наводници на Османлиската империја преку Тансиматот, па првите официјални вооружени востанија, Разловечкото, Кресненско, Македонското востание, интелектуалната борба преку природбата, па делот на македонската револуционерна организација, афера Мистоун, почетоците, Солунските атентати, Илинденското востание, Крушевската република.
ситуацијата во Македонија во постилиндинскиот период, младотурската револуција, балканските војни, тука и теквешкото востание како прво востание против српската власт во Вардарскиот дел на Македонија, Охридско-Дебарското востание, исто така па одиме во Прва светска војна, еден од најтурбулентните периоди секако е период на двете светски војни, па народно-ослободителна антифашистичка војна која резултира со првото заседание на ОСН и во последното 13-то одделение е периодот на Македонија по Втората светска војна, односно во рамки на Југославија, тие политички затвореници во време на Југославија, комунисти кои застанаа лојални на Сталин и оние кои никогаш не прифатија Југославија како своја татковина и кои се бореа за отцепување и создавање на независна држава Македонија, па се до круната на македонската борба 8 септември преку декларациите поставени во фојето. Споменавте, почнавте да раскажувате сопоставката од прво одделение и тоа е некако убаво и завршувајќи буквално со 8 септември. Ме интересира, имате ли интеракција со учениците? Си ја знаат ли историјата или секогаш треба да ја повторуваат? Па, да, во принцип да, меѓутоа секогаш има потреба и за нешто повеќе. Она што можам да забележам во музеот има доста фотографии, има многу оригинали, дали сум во права? Да, значи основната цел на музејската дејност е заштита, обработка и презентација на музејските материјали и предмети. Да. Така. Илија, навистина ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Еве, нека ни е честит празникот и треба да се подсетуваме и да си ја знаеме историјата. Благодарам и вас на поканата, бидам ваш гостин и уште еднаш го честитам на граѓаните празникот 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Благодарам уште еднаш.